Време за малку спорт, за рекреација и за еден многу убав настан кој што сакаме да ви го најавиме. Веруваме дека нема некој кој што не слушнал за прв до врв и како беше пред 12 години, така Алек, ќе ни откриеш во продолжение кога го создававте, кога ја концепиравте идејата за денес да стигнете до ова 12-то издание и можеби рекордна бројка на пријавени за ова ново издание. Прво да те поздравам, Александар Георгиевски ни е во студиото. Па би рекла виновникот, така во наводници, иницијаторот за се ова што се случува веќе 12 години во Скопје. Така е, благодарам за поканата, поздрав до сите ваши гледачи. Пред 12 години виновникот всушност е двајца, јас, Алек и Мето, сите така не знаат од прв до врв. Пред 12 години викавме, ние работевме спортски настани, одбојка на песок во Охрид и некои други. И рековме, водно заслужува да има некаков настан, најде да направиме нешто за најбрзо искачување. И работејќи на идејата, тука се вклучија, не знам, нашите пријатели од Скопски маратон, рекоа, па зашто да биде само трчање на кими велосипедски трки, бидејќи они преку некои нивни други активности во Сојуз на спортови и Триатлон федерација работеа и во велосипедизмот. Вклучивме велосипедски трки и така настана прв до врв каков што е денес. На секаков можен начин, битно да се стигне до врвот, така? Да, значи ние сме пред 12-тото издание, сега со ново име Шпарка се лајф прв до врв. И тоа ете некоја ентузијастичка идеја пред 12 години да се за најбрзо искачување до водно. Денес е настан на трки во 5 различни дисциплини, тоа се планинско трчање, друмски велосипедизам, планински велосипедизам и бајк, нели, со велосипеди на електричен погон и тим билдинг трката за компании. Значи 5 трки во еден настан, многу масовен. Ние велиме дека тоа е... Велите годинава можеби најмасовното издание ќе биде, така? Веќе е најмасовно. Ја надминавме ланската година која што имаше 3600 учесници. Супер. И беше до тогаш најмасовна, сега веќе сме кон 4000, а прејавувањето ни е отворено уште денес и утре, така да дефинитивно ние поставивме рекорд. Сега останува на учесниците да постават нивните рекорди за најбрзо искачување до врвот. Многу работи сакав да кажам додека те слушав. Ајде прво да го споменеме моментот со пријавување, бидејќи уште денес и утре е пријавувањето. Значи, со оглед на тоа што веќе е срушена бројката од лани, секако ќе биде рекордно, но ајде да се собереме во што поголем број. Како може да се пријават? Така е, значи бидејќи ние тоа скоментиравме, важиме за нација која што во 5 до 12 ги прави работите. Пријавувањето практично требаше да биде завршено во неделата, меѓутоа сите оние празници, избори, слободни денови, патувања за Великден не поттикнаа да го продолжиме рокот за пријавување. И тоа донесе нова бројка, многу повеќе луѓе, како што велиш, ние малку така функционираме како народ се во последен момент. Така да секој оној кој што сака да учествува, кој што сака да дојде на водно, уште денес и утре може преку прв до врв.мк да се пријави да учествува во настанот, дали со планинарење, дали со велосипед, кој како си милува, кој како рекреира или преферира да спортува и ќе добие, како што може да се види од инсертите на што ги пуштате во моментов, ќе присуствува на еден многу убав настан, масовен, кој што не е само спортски или од надпреварувачки карактер. Оние кои што биле, верувам дека знаат за какво доживување станува збор. После трките следува голема забава со музика во живо, настап на бенд, на диџеј, прогласување на најдобрите. Така да... Како е предвидена музичката програма, можеме да споделиме? Па да, ние имаме диџеј Вито, тоа е наш резидент диџеј го викаме, затоа што на сите наши настани работи, после тоа ќе настапат Session Selection бенд, тоа е кавер бенд кој што настапува во живо и следува церемонијата на прогласување на победници, која што исто така сама по себе е многу убава за гледање. Така да нашиот слоган е сите на водно и буквално сите на водно за да си поминат убаво во недела. Ете така, тоа е целодневна забава од 10 наутро па до некаде до ручек. Можеби ќе се надмине бројката и од 4000 пријавени, но тоа не значи дека нели само 4000 ќе бидат горе на водно, бидејќи сите ти имаат своји поддржувачи, семено ги... Ова е еден семеен убав настан и повод за дружба да се собереме горе на водно и навистина да се дружиме, да уживаме во природата, да уживаме во музиката. Јас поделив оние кои што биле, верувам дека ќе се сложат со мене, една таква
журка на врвот на водно е самата по себе посебно доживување и кога ќе се собере целата таа убава енергија, позитивна, спортска, на сите луѓе кои што доаѓаат, навистина е настан кој што не би требало да го пропуштат. Ќе биде гужва, ќе биде убава. Како најчесто се качуваат останатите, Алекс, со оглед на гужвата која што е по самиот пат, со оглед на тоа што нели луѓето ќе се дојдат со своји поддржувачи? Бидејќи настанот почнува малку порано од тоа што нели Скопје не практикува да се качат на водно, така да ние го узурпираме нели пристапот до средно водно само меѓу 9:30 и 10:30 додека натпреварувачите да помина таа делница од планината. После тоа улиците се отвараат, жичарата си работи и секој може да, како што кажи ти, оној кој што не може или не сака да учествува, може да дојде како посетител, како навивач и да биде дел од целото случување. За која од трките има најголем интерес? Па трчањето е најмасовно. Трчањето е најмасовно. Да, иако и велосипедизмот има растечка тенденција сите овие години, како што може да видиме и преку целата година, многу велосипеди се возат, не само на водно, на секаде. Така да, меѓутоа трчањето и оваа тимбилдинг трка го прави многу масовен настанот, бидејќи нели и таа е со планинарење. Уште еден убав можност луѓето нели со своите колеги на работа да се дружат неформално на еден ваков настан. Кој е рекордот за трчање? Рекордот за трчање, и тоа е апсолутен рекорд во сите дисциплини, е 32 минути и 4 секунди, поставен 2018 година. Од кога? Од страна на германски учесник, се викаше Штефан, презимето не го памтам баш. Лани за малку ќе беше срушен рекордот од наш надпреварувач од Милош Ранчич. Повторно е пријавен оваа година, верувам ќе атакува да го сруши рекордот, посебно што имаме и многу атрактивен награден фонд за срушени рекорди. Ние не даваме вредностни награди на победниците, бидејќи ги имаме многу, нели 5 трки, машка, женска конкуренција. Тоа се премногу награди, меѓутоа за срушени рекорди имаме вкупен награден фонд од 1000 евра и нели за доколку има во една од трките срушен рекорд, еден учесник ќе ги земе сите, доколку има 6 максимални колку што може да има, ќе се поделат на шесторица. Чисто како илустрација, тоа е доволен мотив, нели, мотивација за Да. Значи оние што се елитни надпреварувачи, тие сакаат вакво нешто, се пријавуваат да учествуваат на настани, бидејќи меѓу другото тоа име нели и начин да приходуваат. Како илустрација, лани се срушија 2 рекорди во велосипедизам, значи доколку тоа се случи пак ќе земат по 500 евра. Имаме годинава доста странски надпреварувачи? Па има од она што нели во нашиот систем што го покажува, имаме од Полска, од Португалија. Верувам тоа не се специјално дојдени надпреварувачи, можеби се тука веројатно се тука, па го користат. Ние се уште немаме, иако во нашите амбиции имаме таква една желба да стане интернационален настанот, на што ќе работиме во иднина. Верувам дека тоа се луѓе кои што се тука на работа во регионот и така се пријавени под тие држави, 4-5 Словенија. Како и да и тие ќе мотивираат некои други да се пријават, верувам дека ќе биде навистина масовно и многу убаво и овој 19 мај, тоа е во недела, се гледаме секако на падините на водно да ги прославиме сите убави моменти кои што ги носи животот. Меѓу другото и овој убав настан, 12-тото издание на Прв до врв. Алек, верувам дека очекувањата се големи и дека ќе ги исполните со добра енергија, со многу луѓе кои што исто така носат таа убава енергија. Па тоа да го уште со ова и завршувам. Значи, убавината на овој настан ја прават учесниците, ништо друго не. Водно е убаво само по себе, меѓутоа и кога ќе дојдат толку многу луѓе, тоа е таа цела енергија. Жар и љубов се кон планината и природата. Одлично. Не се сомнувам, ќе биде прекрасно. 19 мај, односно оваа недела, ако немате некој друг план, а сте пријавени можеби вие или некој од вашето блиско обкружување, мислам дека имате доволно причини зашто треба да бидете на водно. Алекс, се гледаме таму. Се гледаме.